Се тресат работните места на најмалку 20 медицински сестри од источниот регион, вработени во приватни ординации. Лекарите кај кои тие се вработени се пред пензија, а ординациите пред затворање, што значи автоматски останување без работа. Само во последниот месец по овој основ најмалку 40 медицински сестри од државата останаа на улица. Докторката почина и јас останав сега без работа дома, а до пензионирање имам уште 6 години, од кои 20 години работев во јавно здравство, 12 во приватното. И што понатаму? Ова не ми е решение јас да седам една година и да земам технолошки вишок. После тоа каде? Проблемите во оваа афела датираат од 2006 година, кога се формираа приватните здравствени ординации. Тогаш, според Сдруженијето на медицинските сестри, оние кои работеле во примарното здравство биле приморени да преминат кај концесионерите, но никој не им гарантирал што кога лекарот ќе ја затвори ординацијата. Времената мерка од Законот за здравствена заштита од 2 години истече во септември 2017 година за медицинските сестри, односно во февруари годинава за стоматолошките сестри. Од 15 март сум останата без работа, бидејќи докторот отиде во пензија, амбулантата се ликвидира, се изгласа тој закон од 2015 до 2017, со кој некои наши колешки се вратија во јавно здравство, но тој беше временно ограничен. Ние не можеме, не сме сите иста генерација за да можеме сите да се вратиме во исто време. Докторите не работеа, докторите некои беа помлади, некои постари. Од друга страна, во сите јавни установи во државата недостасува среден медицински кадар, но место за овие сестри таму нема. Сите конкурси кои што се распишуваат во јавните здравствени установи, на сите конкурси они на жалост не се конкурентни заради тоа што се возрастни и се додека законот не е во процедура, ние имаме секојдневно сестри кои што ни остануваат на работа. И повторно пак се прашувам дали има некоја друга професија, па посебно дефицитна ваква, како што е професијата на медицинските сестри и да остануваат без работа. Проблемот со затворањето на ординации и отпуштање на медицинскиот кадар допрва ќе станува актуелен зашто лекарите стареат. Стареат и медицинските сестри. Таман толку колку да не ги вработуваат, а друго чаре немаат.